Добар ден на сите. Баш супер што не има колку што не има на ова последнава служба во 2020. И секој еден момент е посебен, секоја една година е посебна. Многу ќе се сложат со негативниот коментар за 2020 и во душевниот реалм, во душевното поле е така. 2020 на вистина како година донесе многу предизвици за нашите емоции и чувства и за нашиот ум. Но во рацете на Господ, бидејќи нашиот живот е во негови раце, ништо не е залудно и загубено. 2020 ќе биде година која што ќе го донесе на виделина и во сила оној стих во Римјаните 8:28 кај што вика се ќе содействува за доброто на тие што го љубат Господ. Амен. И дури и ситуации како вчерашната што ја доживеавме. Нашиот сакан брат Мирче Андреев замина да биде кај Господ. За многумина, нели знаете дека тој беше пасторот на Евангелска црква во Скопје, наш мил и драг брат, посебно за вие кои што сте повеќе од 20-30 години во Господ, на некој начин бил дел од вашиот живот. И навистина остануваме со многу прашалници после такви исходи. И мојот поттик и она што мене ми е желба на срцето е да не креираме доктрини врз основа на такви настани, за тоа каков е Бог. Амен. Бидејќи многу работи, многу прашања во овој живот со кои што ние ќе се соочиме нема да имаат одговор. Можеби нема и одма да го добиеме одговорот, можеби ќе дојде и покасно, можеби нема да го добиеме за некои работи одговорот. Но бидејќи ја немаме целосната слика за многу работи, бидејќи немаме целосен увид во многу ситуации, да внимаваме да не креираме цврсти теологии и доктрини за тоа каков е Бог. Амен. Се надевам ме разбирате што сакам да кажам. Бидејќи сепак ние не знаеме до крај што се случува, немаме увид. Но едно нешто е сигурно. Господ е апсолутно добар. И друга работа, во Псалм 116:15 вели вака: скапоцена е во очите на Господ, дури и смртта на неговите свети. Таков е нашиот Господ. Таков е нашиот Господ. Дава чест на своите деца до крај. До тој степен што е запишано во Божјото Слово, скапоцена е смртта на светиите во Божји очи. Амен. Имајте ги во молитва нормално неговите. Секако, тука сме како браќа и сестри, како семејство и неговото семејство во Господ кој што тој го водеше, нели неговото локално стадо. Амен. Ми се допадна тоа што Андреј го кажа за 2021. И ние не сме се договарале, јас немав можност ни да се сретнам со момци во тимов за славење во недела за да разговараме за било што, меѓутоа цело време она што го пее и она што Андреј го сподели е всушност она што јас сакам да го зборувам. Тоа е верата која што ни помага да влеземе во 2021 со поинаква перспектива. Бидејќи го имаме легитимното право да влеземе во 2021 со поинаква перспектива, која што не е креирана од она што ни се сервира нам, туку е поттик и охрабрување од Господ. Она што сакав да го споделам како охрабрување во последнава служба во 2020 е неколку пасуси кои што ги читав од посланијата на апостол Петар. И еден момент што ми одскокна беше од второто послание на Петар 1 глава, каде што вели: вие сте соучесници на божествената природа. Многу силно. Значи, тука само тој стих ја разбива целата погрешна доктрина дека ние сме грешници.
Бидејќи грешник не може да има божествена природа. А божествената природа, пишува во пасусот, ги наследува ветувањата на Господ. Дарко баш пееше за ветувањата во последната песна, дека Бог ни дал ветувања. И обрнете внимание што пишува во 2 Петар. Сега да го најдам. Да ви се множат благодата и мирот во познавањето на Бог и Исус. Ако ги читате двете посланија на Петар, постојано ќе го среќавате овој момент кај што Петар ги охрабрува луѓето да се дрзнат повеќе и подлабоко и подобро да го познаваат Господ. На некој начин како тоа да му е темата на она што сака да ги охрабри сите свети кои што би го прочитале неговото писмо на секаде низ црквите, нели, опишува во Понт, Галатија, Кападокија и Киликија. Тоа се многу цркви. И сите имаат легитимно право на едно нешто, да им се умножува благодата и мирот на сред ситуации кога нема мир. И вели, да ви се множат благодата и мирот во познавањето на Бог и Исус Христос, нашиот Господ. Неговата божествена сила, пеевме дека Бог е Бог на сила и неговата сила не надополнува, ни подари се што ни е потребно за живот и за побожност. Преку вистинското познавање, еве го повторно моментот, на оној кој не повика преку својата собствена слава и доблест, бидејќи ни ги подари неговите, и глејте ги сега описите, скапоцени и величествени ветувања, та преку нив да станете соучесници во божествената природа. Во првото послание на истиот овој Петар, вели да ви се множат благодата и мирот во познавањето на Бог, за да знаете дека сте наново родени за жива надеж и за наследство кое што не е распадливо, не вене и не бледне и се чува за вас преку верата што ја имате. И многу луѓе мислат дека тоа наследство е како што Мирче, нашиот брат, замина и сега ќе ги доживее сите величествени ветувања кои што не избледеле. Не е така. За сега се. Бидејќи во спротивно, во моментот кога се спасивме, сите ќе заминевме на небото, за таму да ги пречекаме сите величествени ветувања. Не може да останеме овде. Затоа, и вели, верата е таа која што ги чува за вас, чува стража на сите тие величествени и скапоцени ветувања што Господ ги има за вас. А сите, и јас и ти, имаме вера на Христос во нас во моментот кога се спасивме. Не моја вера, не твоја вера. Верата на Христос се роди во нас. Во моментот кога Исус дојде да живее во нас. И тоа е негова вера. Ние растеме во познавањето како таа вера действува, како да ги привлече сите скапоцени величествени ветувања што се на небото. Како да ги привлече, онака, ако можете да си створите ментална слика, онака, каубоец фрла, нели, замавнува со ласо, го фаќа телето и го влече на кај себе. Верата на Христос во нас ги влече сите тие ветувања што се сочувани на небото за нас. Бидејќи во Ефешаните 1:3, знаете што вели? Благословен да е Бог, Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој што ве благослови со секаков духовен благослов на небесата. Зашто ни е тој духовен благослов? За она пуста празна надеж дека еден ден ние кога ќе заминеме кај Христос ќе видиме се што имало за нас тамо? Би било тажно ако е навистина така. Ако нема ништо за овде. Навистина би било тажно, навистина би бил тежок животот. Тоаш стварно христијанскиот живот не би бил авантуристички со Господ, би бил многу тежок, би бил животарање, би бил преживување. Не би бил живот во полнота. Ако тие величествени ветувања се резервирани само за тамо, а не се за тука. Тогаш
народски кажано, чуму црква на планетава Земја. По некоја логика. Чуму све ова што правиме тука. Нема логика. Меѓутоа, во ситуации на притисок, во ситуации на конфузија, нашиот ум има тенденција да размислува така. Онака, метод на рационализација како лисицата, кисело е. Грозието. Не дека навистина било кисело, не можела да го дофати. И си заминала. Меѓутоа, ние не сме повикани да бидеме со таков став, бидејќи верата на Христос во нас не ни вика не, нели како кога се бркаме со малечки деца. Ја често пати со Јаковче кога се бркам и се не му дозволувам да ме фати, така не го прави тоа Господ со нас. Него верата во нас ги привлекува тие работи да се манифестираат тука. За и тука да се покажат во своето величество и во својата скапоценост, за да го накитат сечи живот. Таков е нашиот Господ. За да ни го накити животот со неговата убавина сега и тука. Еден од моите помилени стихови, го спомнав овој претходна е: Господ ни даде негова убавина во замена за нашата пепел. Не само на еден ден кога ние ќе отидеме таму, туку додека сме тука за луѓето да вкусат и да видат дека Бог е добар. Зошто имаме жива надеж? За да се оживеат работите што се мртви сега тука. Зошто имаме жива надеж сега како црква во Господ? За кога ќе излеземе од тука, луѓето што се обременети од ова небулоза околу нас да вкусат, има нешто друго надвор од тоа кое што моето срце е преоптеретено. Бидејќи таа жива надеж носи промени. Бидејќи Исус имаше жива надеж. И ова утро сакам да се поттикнеме како црква да не се согласуваме со се што ни се сервира. Знаете зошто? Бидејќи имаме легитимно право да не се согласуваме со тоа што ни се сервира. Бидејќи Исус ни остави пример дека можеме тоа да го правиме. 4 погреби упропасти Исус. Момчето во Наин, ќерката на Јаир, Лазар и после тоа преку Петар Табита. Ако беше Божја волја сите тие луѓе да заминат во тоа време кај Господ, тогаш Исус се молеше против татковата волја, бидејќи воскресна. Добар е Господ. Добар е Господ. Нам ни е дадена таа вера, тие скапоцени ветувања. Библијата е полна со тие величествени скапоцени ветувања. Никогаш нема да те напуштам и да те оставам. Едно. Јас сум Господ, твојот исцелител. Голем ќе биде мирот врз твоите деца. Радувајте се, родители. Нему ја секирајте многу. Нему ја секирајте што ќе се случи со вашите деца во 2021. Заради сето тоа што се диктира од надвор. Голем ќе биде мирот врз вашите деца. Ниедно оружје сковано против тебе нема да успее. Тоа е наследството на Божите деца. Изгуби веќе 5. Мојот збор ќе го изврши она што јас имам намера и нема да се врати кај мене празен, туку ќе го исполни она за кој што јас го испратив. Господ ќе те води постојано и ќе ти ја задоволува твојата душа во сушни места и во опустошена земја. Оно што Андреј го кажа на почетокот, како луѓето ја гледаат Македонија и како Господ ги гледа работите за Македонија. Подоцна во тој стих вели, ке одиш во мир.
ќе бидеш воден во мир и ќе одиш во радост, а дрвјата и планините ќе ракоплескаат пред тебе во слава. Што мислите тоа? На небото е, кој ќе отидеме? На небото нема планини и дрвја. Овде треба да ни ракоплескаат заради славата на Христос во нас. Никој нема да те отме, број 7, ветување, од мојата рака, вели Исус. Очите на Господ бдеат врз праведните и врз нивните молитви. На небото ќе се молиме ли? Значи, Господ бдее врз нашите молитви сега и тука. И сето тоа ние го наследуваме заради тоа што имаме божествена природа. Заради тоа што сме праведници. Заради тоа што Господ не роди за жива надеж. Неверник, човек кој што е грешник, кој што не се сретнал со Христос, не може да има жива надеж. Не може да има жива надеж за живот онаму каде што има смрт. Само оној кој што вкусил каков Исус може да има жива надеж. Она што Андреј го зборуваше, перспективата. Како Господ ги гледа работите. Јас сум убедена дека секој еден ден Светиот Дух има за нас охрабрување. Само треба да го прашаме. Што мислиш ти, Свети Душе, за ова? Не ме интересира што ми сервира другите. Што велиш ти, Господе мој, за оваа ситуација? И тие величествени ветувања се привлечени да се остварат заради нашата божествена природа во нас. Бездната повикува бездна. Ние сме толку длабоки како суштества што сме опремени со Светиот Дух да сме постојано резервоари на она што е на небото да дојде на земјата. И бидејќи Бог е неисцрпен, она што е празно во нас и треба да биде исполнето со Господ, го повикува тоа што е од Господ да се исполни. Ние го поседуваме тој копнеш. Ајде да го развиваме. Ајде да растеме во познавањето на благодата и на нашиот Господ Исус Христос. Ајде да ги детектираме мислите кои што се креваат против познавањето на Христос. Каков е тој? Јас сум 21 година во Господ. Не знам колку пати сум се молела за луѓе болни од рак. Една се исцелила. Од рак на јајници. Што мислите? Сум се обесхрабрила досега да не се молам, бидејќи другите за кои што сум се молила заминале кај Господ? Не. Не ме интересира мене тоа. Мене ме интересира ова што ми е дадено. Бидејќи сепак имам еден пример кој што го говори и потврдува дека ова е вистина. Девојката е супер во Австралија, мажена со 2 деца. Господ надприродно и ги исцели јајниците од рак. На 16 години. Има 2 деца и тера работа. И не ме интересира што после тоа не сум го добила тоа за кое што сум се молела. Не ме интересира. А уште помалце сакам да креирам доктрина која што го представува на лажен начин Господ врз основа на моите примери и искуства. Бог е апсолутно добар. Врз тоа ќе градиме. И нема да се обесхрабриме ако моментално не видиме исход каков што очекуваме, бидејќи ни е ветен. Каква е божествената природа за која што ние сме охрабрени дека ја имаме и дека сме соучесници во таа божествена природа? Бог никогаш не се откажа од човештвото. Во Библија пишува во Откровение 13:8 јагнето беше заклано пред создавањето на светот. Пред да постоиме физички, Господ веќе имаше план како да не чува. Дури кога ние заминавме од неговата сигурност, пак не врати.
Што е мое, мое си е, така вели Господ. И нема никој да ми го одземе. И се случи тоа што се случи со Христос пред 2000 години. Никогаш не дошла таква помисла да се откаже. Бог, каква е божествената природа? Бог зборува креативни зборови кои што носат живот. Бог рече нека биде светлина и бидна светлина. Бог му рече на Езекијал, пророкувај на сувите коски, сине човеков. Пророкувај живот. Цела долина, сите коски се собра и се создадоа цела армија од луѓе. Бог му рече на Илија, пророкувај. И ќе биде. И што вели во Јаков? Илија беше ист човек како нас, со иста природа. Се помоли и 3,5 години немаше дожд. И истиот тој човек се помоли и дојде дожд. Не сме ние поразлични од Илија. Дури сме ние во многу подобра позиција од Илија. Врз Илија беше Светиот Дух. Кај нас, во нас е Светиот Дух. Сакам овој пасус да го прочитаме од 1 Петар. Добри сме? Океј. Прва Петар 1. Ќе почитам ова малце неколку стиха, 7 се, од 2 до 9. И еве го. Да ви се множат благодата и мирот. Повторно. Зошто да ми се множат благодата и мирот? Бидејќи е потребно луѓето околу нас да видат колку е Господ добар. И за секој еден што ќе го сретнете, ова стои ветување како поддршка, онака, Господ ви вели, ја ти го чувам грбот. Ќе ти ја умножам и благодата и мирот за овој човек, за овој колега, за овој пријател. Благословен да е Бог, таткото на нашиот Господ Исус, кој во својата голема милост не роди одново за жива надеж. Преку воскресението на Исус Христос од мртвите, за нераспадливо, неизвалкано наследство кое не вене е запазено на небесата за вас, кои сте зачувани со Божја сила. Преку верата за спасение готово да се открие во последно време. И вели, ова ќе ви се открие при откровението на Исус Христос, кого го љубите, а не сте го виделе. Во кого верувате, иако не го гледате. Моето прашање е, и тие небесни благослови на небото, што се зачувани за нас, не ги гледаме. Меѓутоа, нашата вера во нас Христос што стави, ни дава можност да ги привлечеме, значи дека можеме да ги гледаме. Бидејќи в Исус со нашите физички очи не го гледаме, но и те како со нашите духовни очи го гледаме и затоа го љубиме. Исто е и со ветувањата негови скапоцени величествени. Може би сега во моментов физички не ги гледаме се уште устварени, ама знаете што во Евреи 11:1 вели, сега верата е цврста увереност за нештата што не ги гледаме, ама се надеваме. Сега за овој живот на планетата Земја, сега верата е тврда увереност за нештата што не ги гледаме физички, ама ги очекуваме. И затоа да се охрабриме дека, знаете што, на сите вас поединечно Господ ви пророкувал специфични пророштва за оваа сезона. И сега, заради тоа што се случува надвор, некако не се остварува, така? Па сега, треба ли како црква да се согласиме дека е окей, ајде само некако да протуркаме? И те како не? Големо не, со неколку извичници не. Во името на Исус. Бидејќи сега верата е
тврда увереност. 10 пати на ден слушам колку е за никаде и колку ќе биде за никаде. Само пред да дојдам тука, таксистот ми вика како ќе излеземе од оваа ситуација. А ја идам на проповед, да проповедам за нешто друго. Пред еден сат. Значи, ние сме константно бомбардирани со нешто што е спротивно од она што нашата душа копне. Битката не е, Господе, леле, аман трни го овој вирус. Знаете што? Имате нераспадливо богатство во вашите физички тела, тоа е вашиот имунитет. Ова го презедов од доктор за кој што верувам, иако е неверник, има многу помазание и издигнат за ова време да зборува Божја вистина за луѓето. И тој кажа, знаете што вели? Ни коли, ни куќи, ни станови, ни успешни бизниси, ни статус во општеството не може да го заменат богатството што ви е во вас, а тоа е вашиот имунитет. Вау! Човек кој што не е близок со Христос, Бог го подига за ова време да ја зборува Божјата вистина. И наместо да се тресиме од страв што би можело да ни се случи од тој гаден или не знам, што ми е гајле каков вирус, ние треба да се охрабруваме што прави дадениот ни имунитет од Господ во нас. Тоа треба нас да ни е фокусот, бидејќи тоа нас ке ни дава елан и живост, ние да сме полни со енергија. Бидејќи нашето тело е создадено од Господ да се штити себе си. Што мислите, зошто Исус преку Светиот Дух одлучил црквата да ја спореди со човечко тело? И никаде во Коринќаните не пишува дека тоа тело е млитаво, ослабено и близу до пропаст. Туку напротив, секогаш вели, сите во телото органи се чуваат едни со други, бидејќи ја носат небесната ДНК да сочуваат Божи живот. И Светиот Дух одлучи црквата да биде споредена со човечко тело, не со добро структурирана хиерархиска организација, со човечко тело. Каде што и она што не се гледа, и те како има многу важна вредност. Сите паѓаме во несвесна очи. А цревата и скелетот? Прекрасен е Господ. Прекрасен е Господ. И тоа е убавината. Ајде сега да го прешалтаме нашиот фокус. Наместо да се тресиме од страв, чувајне од вирусот. Да кажеме, Господи, фала ти што ја имам нешто што не само што ми е дар, туку не се троши ако јас сум свесна како да го чувам. А тоа е нашиот имунитет. Нешто што Господ ни го дал како дар за да ја објави својата волја. Каков е спрема луѓето? Само ни треба малце, за некој од нас малце повеќе, да вложиме екстра напор и да го смениме нашиот фокус. Кога бев во Англија кога се вратив? Пред 10 години, имаше период од 1-3 или 5 недели кај што Светиот Дух постојано ме поттикнуваше да читам Битие, поготово сторијата за Аврам. И постојано, значи секој ден, верувајте, некако Светиот Дух ме навраќаше на тие пасуси да читам за Аврам кога го доби ветувањето од Господ. И читам и са нели Господ му дава ветување и нели поминуваат 40 години, ништо не се случува од ветувањето, ни трага ни глас од синот, нели што Господ го ветил. И са нели Аврам го прави тоа што го прави, не знам дали бил премногу уплашен од сопругата, па ајде
да изгладам ствари некако да балансирам, како и да ја утнува работата, нели, ајде, да не кажам човечки катастрофално, ама излегол надвор од тоа што Господ му го ветил, односно си рекол, ја да му помогнам на Господ некако ветувањево да го направиме побрзо. И нели, се случува тоа што се случува со Агара, добива син кој што воопшто не е според ветувањето на Господ, бидејќи Господ му рече, со Сара ќе имаш син, не со Агара. И додека ги читав тие пасуси, си приметив една моја реакција која што постојано беше истата секој пат кога ти ги читав тие пасуси. А тоа беше: добро бе, мајку му стара бе, Аврам, аман. Значи, Господ ти прозборе, па што е ова, па кај ти бил паметот? И Светиот Дух: стоп, Виолета. Тука те чекав пиленце. Обрни си внимание на твојата реакција во осуда спрема Аврам. Ама тоа е вистината. Бидејќи тоа беше осуда од моја страна. Аман. Значи, Господ ти прозборе. Аман. Кај ти беа ушите? Под кирија ли ги даде? Што е работава? И Светиот Дух ме поттикна да свртам во Римјани 4 глава. И гледајте Светиот Дух како го опишува Аврам. Скрос различно тоа како ја би го опишала. Гледајте се. Аврам, кој е татко на сите нас, зошто? Бидејќи поверува и тоа му се припиша за праведност. Нели? И вели се: Аврам е татко на сите нас, како што е напишано: те направив татко на многу народи пред Бог, кому му поверува, кој ги оживува мртвите и она што не постои го повикува во постоење. И сега гледајте. Иако не постоеше надеж, Аврам се надеваше и поверува дека ќе стане татко. Ја вака читам: тикви со Расол поверувал, как да не? Шо е со Исмаил Муаметов? Не може, не така. Меѓутоа, тоа е мојот опис на Аврам. Ама гледайте Светиот Дух како го опишува. И вели: иако не постоеше надеж, тој се надеваше, поверува дека ќе стане татко на многу народи според она што е речено: такво ќе биде твоето потомство. И сега, не ослабувајќи во верата, ја викам: Свети Душе, you got to be kidding me. Како бе не ослабел во верата? Па со Агара направил белја, не родил син со Сара. Како не ослабел во верата? И Светиот Дух вика: ти само читај. И не ослабувајќи во верата, кога го имаше предвид своето веќе безживотно тело, бидејќи беше скоро на 100 години. И безживотноста на Сарината утроба, значи факт било дека Сара била јалова. И на 88 години, оно што не беше во постоење, Бог го повика во постоење во нејзината безживотна утроба. И почитувајќи го Божјото ветување, како бе го почитувајќи го Божјото ветување? Каде? Не скршна во невера. Како бе не скршна во невера? Што е ова? Си имаме мака сега со сите арапи, муслимани, потомци на Исмаил. Како не скршна во невера? И вели: туку закрепна во верата и му оддаде слава на Бог, наполно уверен дека она што тој го ветил ќе го исполни. Затоа тоа му се припиша за праведност. Често пати ние сме како Аврам. Но, јас сакам ова утро да се охрабриме како црква. Да не се гледаме со нашето влијание во овој свет низ наши очи, како што јас го гледав Аврам, туку да се гледаме низ очите на Светиот Дух. Бидејќи еве како Светиот Дух го опиша Аврам. Различно да како ја би го опишала во есеј.
Ова е нашиот Господ на дело. Ваков е нашиот Господ. И затоа ние смело можеме да се охрабриме дека во 2021 година имаме право да ги кренеме нашите очекувања, да ги повикаме нештата што не се во постоење, Да не скршнеме во невера заради притисокот од оно што е надвор, а најстрашен притисок е овој тука. Овој тука најтешко се процесира. Овој притисок овде. Тој некако надвор, ајде, знаеш, ќе затвориш врата, ќе исклучиш од медиуми ден, два, ќе се лишиш од информации, ама овој притисок тука. Затоа во Библија постојано се наметнува тој момент. Фиксирајте ги очите на небото. Ако сте веќе воскреснати со Христос, таму барајте ги, истражувајте ги ресурсите. А што правиме ние? На Google ги истражуваме човечките ресурси за да ни дадат утеха за оно што ни се случува. И повеќе време поминуваме со мистер Google, отколку со нашиот джентълмен Светиот Дух. И затоа Библијата не охрабрува. Фиксирајте го вашето срце тамо. Бидејќи што кажи Исус? Кај што ти е богатството, таму ќе ти биде срцето. Ако нашето богатство е да што повеќе стекнеме некаква сигурност или познавање од работите овде што се околу нас од земјата, ние таму ќе го прилепиме срцето, ќе чекаме на сите тие социјални мрежи да видиме што е објавено, има ли новости за вирусов сега, до кај сме, што сме, А Светиот Дух нас не охрабрува, фиксирајте го срцето тамо. Тамо е тоа богатство нераспадливо што не вене. Таму истражувајте. Тоа истражувајте го и влечете од таму постојано работи. Може би ќе си звучите, повторвам нешто, некако не знам, душава не ми е во тоа. Не е ни битно. На душата секако и треба обнова. Бидејќи во склоп на душата, нели, од психолошки гледен аспект, умот, чувствата, емоциите и слободната волја се во спектарот на душата. Тоа е дефиниција за душа, што спаѓа во душа. Умот, разумот, нашиот интелект, нашите чувства, нашите емоции и нашата слободна волја. И тие нема да се обноват туку така. Тие нема да замолчат туку така. Тие замолкнуваат само кога Божиот збор е издигнат во вера. И затоа Петар нас не охрабрува. Нека ви се множат благодат и мирот и растете во познавање. Истиот тој Петар, знаете што вели во своето послание? Мири вам во нашиот Господ, кој што ја имате истата вера како ние. Верата на Петар. 3000 луѓе се спасија во еден ден заради тоа што имаше вера да проповедат наспроти стравот што претходно го доживеа. Верата во Петар направи човекот слепиот да прогледа. Кога Петар му рече, злато и сребро немам, ама тоа што имам, тоа ќе ти го дам во името на Исус, стани оди. Истата вера што кога Петар поминуваше покрај во негова сенка, луѓе се исцелува. И сега во Библија пише дека истата вера ја имаме ние. Замисли, пазариш во Тинекс и во веруј таму од рефлекторите паѓа некаде твојата сенка и некој позади тебе се исцелува или добива нешто од Господ, а ти не си ни свесен. Тоа е нашиот Господ во нас. Одиш по улица и твојата сенка и некој поминува. Ќе чапне нешто од Господ без да биде свесен. И ова не е илузија. Ова не е фантазија. Ова е нашата реалност, како ние живееме, или кои сме ние и како Господ не гледа. Кога ќе заминеме од тука и нашата сенка да донесе исцеление, бидејќи ја имаме истата вера како што ја имаат апостолите. Истата вера. Тоа го кажа Петар.
вие кои што ја имате истата вера како што ја имаме ние. И тоа е чудесно. Тоа е неверојатно, мислам. Ја имаме истата вера. Симон Петар, слуга и апостол на Исус Христос, до оние кои преку праведноста на нашиот Бог и Спасител Исус Христос ја примја истата скапоцена вера како и ние. Црква, охрабри се. Добар е Господ. И ни дал се што ни е потребно за живот и за побожност. За скапоцените, величествени ветувања во слава да се исполнат во нас, за луѓето да видат каков е Исус Христос. Амен. Изобилен благослов. Изобилен благослов. Амен. Фала ви. Халелуја.